Во Македонија има преку 1700 села и 35 градови. Квалитетот на животот во нив зависи од степенот на развиеност на локалната самоуправа и непосредно од работата на местните и урбаните заедници. Местната самоуправа во Македонија, според законските одредби, не е облигаторна форма. Формирањето на местни заедници во селата или пак урбани заедници во градовите единствено зависи од волјата на градоначалниците и советите на општините. Поради тоа, ниту една институција во државата не знае точно колкав е бројот на местни и урбани заедници и во која мера тие ги задоволуваат потребите на локалното население и ги решаваат нивните проблеми. Од тука произлегува основното прашање: дали е стопирана децентрализацијата во Македонија и која влече рачната кочница, поради што овој важен процес веќе со години стои во место? Одговорот на ова прашање се обиде да го пронајде форум Центарот за стратегиски истражувања и документација во рамки на проектот Унапредување на капацитетите и работата на местните и урбаните заедници, поддржан од програмата Civica Mobilitas на Швајцарската агенција за развој. Ова е првпат од започнувањето на процесот на децентрализација, представниците на местните и урбаните заедници, единиците на локалната самоуправа и невладините организации да седнат на заедничка маса и да разговараат за проблемите на местната самоуправа. Овде ќе издвоиме само неколку еклатантни примери преку кои може наилустративно да се види со какви проблеми се судрува местната самоуправа во Македонија и каква шареноликост владее во оваа област. Селото Башино село се наоѓа на само неколку километри од Велес. Спаѓа во ред на развиени и напредни села, кое не е зафатено со процесот на депопулација. Местното население преку местната заедница успева да ги решава основните инфраструктурни проблеми. Ова село има најдобра вода за пиење во Велешкиот регион. Велешани доаѓаат да полнат вода за пиење од ова село, а локалната самоуправа на секој можен начин се обидува да им го земе селскиот водовод и да го стави под надлежност на локалното комунално предпријатие. Граѓаните од оваа местна заедница се против тоа, бидејќи водоводот го изградиле со сопствени средства. Редовно собираат од жителите месечен надомест за потрошената вода, од кој еден дел оди на одржување на водоводната мрежа. Меѓутоа, оваа нивна дејност е спротивна на законот. Бидејќи парите ги собираат во готово, редовната наплата од мештаните ја евидентираат во тетратка, а парите ги чува најдоверливиот човек во селото. Председателот на местната заедница, Бошко Ташевски, вели дека се би било поинаку кога местната заедница би била правно лице и кога би имала сопствена жиросметка. Селото има еден многу поголем проблем кој со години не може да го реши. Со реконструкција и модернизација на автопатот, трасата поминала сред село и локалните селски гробишта останале од левата страна на автопатот, а црквата и куќите од десната. Најголем проблем, кој со години ги мачи и жителите и советот на местната заедница, е како достоинствено да се погребаат починатите сограѓани, бидејќи погребната колона не може да се движи преку автопатот, туку се провлекува низ дупката под него. Мораме од црква да се симнеме, потоа одиме гора се качуваме на гробиште. Мака на раци носиш мртвец, не е еден се што да умре се така оди. Од 62 на вака година. И се обеќава дека ќе се прави. Има зид потпорен се прави, го заправат зидот потпорен да се прави. И еве го една година и пол помина, нема ништо. А како е адетот, како треба да биде? Не се знае како треба да го носиш од црква и од сука право преку тоа на гробиште ќе сиде. Кога би се направило е најубаво тоа, нема поарно тоа. Село Гургурница се наоѓа на падините на Сува гора меѓу Гостивар и Тетова. Спаѓа во општината Брвеница и од неа е оддалечено 35 километри во планината. Има скоро 3000 жители во населба од збиен тип. Тоа што можеле да направат, жителите сами направиле. Селото е убаво уредено, со нови куќи и во најголем дел со решени инфраструктурни проблеми. Сите улице се асфалтирани или покриени со бекатон. Сепак, постои одредено незадоволство од соработката и грижата на општината за нивното село. Училиштето е предуривање, нема амбуланта. Превозот на учениците од повисоките класови и средни училишта е катастрофално организиран. Градоначалникот го посетува селото само за време на изборна кампања. Местната заедница нема правен статус, нема печат и со промените во законот за локална самоуправа одземен и е целиот имот. Тие бараат на местната самоуправа да и се вратат ингеренциите кои ги имала до 1995 година, кога функционирала како правно лице. Nevena duhet bashkësia lokale. Për here, jo si ka qenë edhe përpara dhe prap na duhet. Bashkësia lokale se
Tu na jemi, si të thamë, larkë pi sherit, pi qytetit, edhe këtu përherë ndodhi çdo gjona na ndodhi neve të bashkia lokale, përherë neve na duhet. Na duhet bashkia lokale. Голем број селеници од селото во земјите на Европската Унија се подготвени да дадат високи донации за напредокот на селото, да се изгради ново училиште и да се решат сите комунални проблеми. Но пред овие иницијативи стои проблемот како да ги донираат средствата кога местната заедница нема, ниту според законот може да има жиросметка. Komuna, si komunë, dhe më thonë tash i ka marrë kompetencat, dhe më thonë bashkisë lokale, edhe ne si bashki lokale, dhe më thonë nuk kena shumë kompetenca me i realizu, me i kry punët tona. Председателот на местната заедница вели дека донаторите немаат доверба парите да ги уплатуваат на општината, бидејќи немаат гаранција дека парите ќе се потрошат наменски и според желбите на локалното население. Велат дека со законот за локална самоуправа од 1995-та и 2002 година на местната самоуправа и се земени сите ингеренции и тие практично не постојат. Njerëzit nuk mund të investojnë, ka qenë një njeri që e ka dash, por nuk janë gjithë me investu. Njerëzit prap kanë vullnen me mirëmbajt, po nga ana e komunës, nga ana e shtetit, domethënë jena shumë dobet, se nuk, domethënë duhet edhe komuna na përkrahin edhe për me bërë rente, për me bërë që këto, domethënë me kriju shoqatën, me bërë xhirollogarin, me bërë këto, domethënë njerëzit paret ku do t'i japën, domethënë me vendos ne, domethënë xhirollogari, jo me mbajt nëpër xhepat, kush beson mu, nëse i mbau në parat nëpër xhepat edhe nesër domethënë se domethënë i ka hëngër parat ti apo dikush tjetër. Селото Пршовце во Полок не можело да чека нешто да се смени во законската регулатива која се однесува на местната самоуправа. Па мештаните и местната заедница самите пронашле модус како да ги решаваат локалните проблеми во полза на жителите. Во рамки на местната заедница формирале Сдружение на граѓани кое е регистрирано во Централниот регистар, има правен статус и жиросметка и легално влегува во правен сообраќај на Република Македонија. Për pasrimin e rrugëve, për gjelbrimin, për pasrimin e lumit. Shumë gjëra janë, për mbartjen e plerave. Na kena problem çdo drejtim në momentin në fshatë. Edhe komuna ai ka këto ingerenca, apo i ka dirigencat prej Shkupit. Ndash për elektricitetin do të telefonohet në Shkup, ndash për telefonojnë do të telefonohet në Shkup, ndash për tërheqjen e plerave apo mbeturinave do të telefonohet presun 2 orë, 3 orë, a do më të kontaktua, jo është problem vetë. Тие не биле многу задоволни од некои функции на локалната самоуправа, посебно од локалното комунално предпријатие, кое често ги заобиколува кога треба да води грижа за хигиената во селото и заштита на човековата околина, па решиле самите да си формираат комунално предпријатие. Sama afër problemet jenë afër popullatës, munde populata bashkëpunim me ne të zgjedhim. Kjo është apelim. Сумата за оваа намена, која жителите ја издвојуваат е символична, а работата со полна доверба му е доделена на едно лице со посебни потреби и тој секој ден совесно си ја завршува задачата. Селото имало проблем и со полски пожари, во која им страдало житото. Најблиската противпожарна единица е во Тетово, но нивните интервенции секогаш биле задоцнети. Затоа во рамките на граѓанското здружение си формирале и доброволна противпожарна единица, а опремата ја добиле како германска донација. Значи, многу добар пример имаме овде во село Пршовце, значи, каде местната заедница има реализирано низа активности со кои може да биде пример не само да општината, туку и поголеми општини во Македонија. Значи, една од најголемите иницијативи, освен тоа што работат на инфраструктурата, регулирање на нивните патишта, канали за наводнување и други работи, тие имаат и основано само противпожарна единица, која можеби не е формално регистрирана, но многу пати реализирало многу зафати овде во регионот, кои би биле многу штетни ако воопшто не се реагираше. Значи, селаните сами со помош на поддршка од странски донатори донесува противпожарна механизација и затоа требаше и мораше да биде регистрирана како правно лице и затоа токму поради тоа тие местната заедница го регистрира како Сдружение на граѓани.
Соседното село Теарце, кое е и седиште на општината, сега им завидува на комуналната хигиена и естетско-урбанистичко уредување на селото. Како резултат на активностите на проектот на Форум Центарот за стратегиски истражување и документација, со овие, како и со уште многу слични примери, се детектирани главните проблеми поврзани со децентрализацијата, функционирањето и правната регулатива на местните и урбаните заедници. Во рамки на проектот се промовирани и начините за промени во оваа област. Една од темите околу која е постигнат консензус е да се покрене иницијатива пред централната власт за промена на Законот за локална самоуправа и дефинирање на правниот статус на местните и урбаните заедници. Креирани се партнерства на локално и регионално ниво, преку размена на идеи и позитивни практики, покренати се иницијативи за вмрежување и групирање околу остварување на заедничките цели. Како позитивна пракса за унапредување на работата на местните заедници е прифатен моделот за организирање и вмрежување на местните заедници преку можностите што ги нуди граѓанското здружување. Од сите средби што ги имавме со представниците на местните заедници, мислам тоа што е препорачано во иднина, значи се бара повеќе ингеренции што ги има и што не може општината или другите институции да ги реализираат, да им бидат префрлени на местните заедници, значи почнувајќи од одржување на зеленило, други собирање отпадоци, значи и инфраструктура, со тоа што многу подобро и пофункционално би биле функционирани отколку како што е моментално во неколку среда. Во текот на реализација на проектот, остварена е комуникација и соработка со 100 местни заедници, 27 општини, Министерството за локална самоуправа и 12 невладини организации од сите плански региони. Одржани се 8 фокус групи со 80 учесници во сите плански региони, 8 работилници и обуки кои опфатија вкупно 55 учесници. Видовме дека последниве години местната самоуправа е прилично оставена сама на себе. Она што општините го бараат од државата да им дадат што повеќе надлежности, повеќе пари едноставно. Очекувавме и од општините да им го дадат на местните заедници и видовме дека нема баш многу воља за тоа. Значи, она што општините не сакат нив да им го прави државата, им го прават на своите помали единици на локална самоуправа, значи местните урбаните заедници, и затоа се обидуваме како организација да им ги зголемиме капацитети на местните заедници, да им кажеме и понекогаш дека можат самостојно, тоест не самостојно, туку да побараат и други извори од кои што ќе имаат помош за некои решавање на некои локални проблеми, и секако и да лобираме кај локалната самоуправа и повисоките инстанции тоа да пробаат да го сменат. Како финален документ од овој проект произлезе прирачникот за работа и унапредување на работата на местните и урбаните заедници, како уште една алатка за помош при решавање на проблемите на локалните заедници.